Да, почнуваме со вториот дел од Студио 10. Тука е професор доктор Атанас Козарев, председател на Асоциацијата за корпоративна безбедност. Добро утро, професоре Козарев. Добро утро, добар ден, поздрав до вас, до екипата и до сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Ви благодарам. Претходно со поранешниот пратеник Рубин Земон најмногу зборувавме за собранието. Тоа е нешто што е најактуелно во моментов. Зборувавме за тоа кој ќе има мнозинство, како ќе функционира тоа во овакви услови кога има еден изедначен број на пратеници. Да почнеме со собранието и со вас од еден друг аспект се разбира. За време на гласањето за обидот за гласање на онаа фамозна седница за доверба на владата минатата недела, се случи еден од пратениците, Кастриот Реджепи, да не се појави на седницата. Тоа беше окарактеризирано на разни начини. За опозицијата тој беше уценет, киднапиран пратеник од страна на власта. Тој самиот се изјасни дека не бил ниту уценет, ниту киднапиран, дека решил така да делува поради евроатлантските интеграции на државата. Но како вие гледате на целата ситуација, на ова вообичаено практицирање на македонската политика, особено во собранието? Таму ни се случуваат, ми се чини, најголемите девијации. Го имавме 27 април, пред тоа го имавме црниот понеделник, пред тоа имавме насилно исфрлување на пратеници. Стално нешто тамо драматично, гласањето за уставните измени. Стално тамо се случува нешто драматично и невообичаено во дом кој би требало да биде храм на демократијата. Благодарам, прашањето е актуелно во контекст на актуелната ситуација во функционирањето на парламентот. Навистина се случуваат драматични настани во парламентарниот систем во нашата држава и тоа е веќе практика која што постои и секогаш кога се случуваат вакви настани, јавноста е анимирана на соодветен начин. Меѓутоа, последниот настан што се случи, за мене беше на еден начин очекувана реакција на постоечкото мнозинство до тој момент, за да може да обезбеди успешно завршување на нивниот мандат, колку што според моја информација околу 2,5 години има се уште значење. Секако дека ова прашање отвара одредени морално-етички аспекти, меѓутоа во политиката никош не се 2 и 2 4. Факт е дека потребно е да се менуваат политичарите. Факт е дека сега се наметнува еден нов елемент, нов атрибут во функционирањето на системот на државата во целина, а тоа е ставање акцент или значење на она што е врвен национален приоритет, а тоа се евроатлантските интеграции. И секогаш кога ќе се постават на врвот на таа хиерархија евроатлантските интеграции, тогаш цената која што се плаќа неминовно дека е многу висока, независно дали тоа на некого му одговара или не. Пратеникот Реджепи се изјасни, имаше прес, значи неговата изјава беше во контекст на тоа како тој гледа на работите, а не како гледа другите пратеници на работите. Сепак, од самите квалификативи од аспект на киднапирање, грабнување, кои што имат кривично правни аспекти, за мене мислам дека беа премногу радикални, исто како што беше радикален и неговиот чекор. Значи имаме акција и реакција. Така да во тој аспект сметам дека во нашиот политички систем ќе се очекуваат турбуленции, поготово во парламентарниот систем и во нашиот парламент, кој што не е само законодавен дом, тој е дом каде што се носат и други одлуки, тој е дом каде што чието функционирање е поврзано со одредени контролни механизми на парламентот во однос на извршната власт. И сметам дека ако се направи една ретроспектива, дека сите ги менувале своите ставови. Најдов на интернет една изјава од 2017 година на господинот Касами, после овие настаните што беа, каде што вели дека со државата владеат хулигани представувани од ВМРО. Сега тоа е со ВМРО и ВМРО него го поддржа за неговата градоначалничка позиција во Тетово. Значи, ништо не е апсолутно во политиката. Нито еден сојуз не е апсолутен.
се менуваат луѓето, се Добро, уште менуваат... подрастична е коалицијата на Зиедни села со ова мора да помне, например. За ова што го зборуват. Да. Значи, Тоа ако уште се, поочигледно. затоа ви реков, ако се направи една ретроспектива, кој што кажал во минатото, кој со кого бил, секојаш мораме да водиме сметка дека значи тоа е една глобална политика на македонски начин. Знаеме дека глобализацијата ги јаде помалите. Исто и тука се случи. И БЕСА, и Алијанс, и Алтернатива, заедно собрано имаат пратеници колку што има една моќна ДУИ. Така да многу беше важно во тој контекст да се внимава, кога тие веќе подадоа рака за ново мнозинство, дека сепак ниту еден од нив ја нема таа јачина која што има ДУИ со бројот на пратеници. Јас зборам за актуелниот момент. Можеби на следните избори ќе се смени таа бројка. Меѓутоа, сите тие заедно ја нема таа бројка на пратеници која што има ДУИ. Тоа кажува дека ДУИ со незината моќ може да управува на начин на кој што гледаме се презентира во нашата држава. И во политиката гледаме дека доаѓа до израз ова начелото дека целта ги оправдува средствата. Постигнато е една ситуација која што верувам дека ќе резултира со ново, значи како што сите најавуваат, со ново парламентарно мнозинство, односно мнозинство кое што веќе постои, но можеби ќе биде дури и надоградено. Ние како граѓани, како академска заедница ги следиме информациите кои што ги добиваме преку медиумите и така натаму. Ние немаме некој поширок истражувачки опфат и затоа и нашите оценки се во тој правец дека како што се движат работите, резултатите од локалните избори може би понатаму ќе доведат до некоја сосема друга ситуација која што може би нема да му одговара на некого во политиката. Професоре, во однос на она што се случи, интересно е што сите тие драматични случувања, така беше, спомнав и за време на гласањето за референдума, за гласањето за уставните измени, сите тие драматични случувања се поклопени некако со евроатлантските интеграции на државата. Очигледно е дека кога доаѓа до интензивирање на тие интеграции, кога земјата позабрзано се приближува до НАТО или до Европската Унија, тогаш доаѓа до големи турбуленции во државата. Гледаме дека и за потегот на господинот Реджепи се огласија и БЕСА и Алтернатива, и тие на еден стил во кој ја иронизираат целата состојба, велат, добро е што господинот Реджепи спречи да не дојде до зголемено руско и кинеско влијание во државата, бидејќи на некој начин така и се поврзува тоа некако ново парламентарно мнозинство, бидејќи таму имаме една партија, Левица, која отворено се залага за излегување од НАТО, за поништување на Преспанскиот, на рамковниот договор. ВМРО ДПМН има проблем со Преспанскиот договор, тоа него ни кријат. Дали, сега јас би ве прашал вас од вашата област, дали мислите дека навистина постои некакво надворешно влијание во сите овие процеси? Дали тие геостратешки интереси навистина се кршат тука во малата Македонија? Па, мислам дека во нашата држава, значи нормално е дека овие процеси следат. За мене зачудувачко е што ете после овие завршување на овие локални избори, например, и каде што дојде до израз новата волја на населението, на нашите граѓани, не видов се уште дека, например, има некоја посебно честитање од страна на Европската Унија, на амбасадата и така натаму, затоа што сепак тие резултати значеа пресврт во досегашната перцепција на политичката состојба кај нашите граѓани. Меѓутоа, во однос на прашањето што ве конкретно за ова руско влијание и така натаму, нормално е дека ова влијание се сече на сите можни начини, затоа што сепак и самата евроатлантска ориентација е многу поблиско до Европа и до Соединените Американски држави, отколку до Русија. Ке направам една паралела и за состојбите во Србија какви беа пред 2 децении, можеби повеќе, кога Шешел со неговите радикали победуваше на изборите во Србија. Но секогаш му фалеше 1 до 2 пратеника за да може да направи влада. И тоа никош не ги добиваше, тие пратеници, туку сите помали партии, независни, значи праве коалиција и тие формира владата.
Значи, тоа геостратешко влијание е присутно секаде во регионот, не само во нашата држава. Затоа што ако не остава така самите ние, како што ги водиме работите на политички план, па тоа ќе биде една арена каде што ќе се изедат сите едни со други меѓу себе и резултатот ќе биде очаен. Значи, вие мислите дека ние без таа, еве да не кажеме влијание, туку без таа асистенција или помош од меѓународните партнери, не би можеле баш да пловиме цело време во мирни води. Апсолутно, не само ние, туку и другите држави што се околу нас, поврзани се со тоа и зависни се на еден начин од тоа насочување, од тие геостратешки правци. Геополитиката не е измислена сега кај нас, таа си постои, тие правци на действување постојат. Меѓутоа, ќе се навратам на прашањето за вашето иронизирање. Секој иронизирање на било која страна, како што е, например, ова сега изјавата на БЕСА и на Алијанса за тоа дека со действувањето на господин Раджепи ќе се намали руското влијание, дека тоа ќе се редуцира, или пак на другите пратеници што беа присутни на неговиот прес, каде што дојда, каде што праша каде што кажа дека се дојдени да видат дали неговото срце се уште чука за Вашингтон. Ве молам, таквите иронии со моќните сили во светот се кобни не само за поединци и за партиите, туку можат значи геостратешки да направат одредени работи, да не се одвиват баш дури така како што сака народот. Да, во однос на стратегијата на опозицијата би ве прашал уште едно прашање во однос на ова со собранието. Имаше многу анализи, аналитичари велат дека опозицијата ја сгрешила малку стратегијата со ова формирање на ново парламентарно мнозинство, бидејќи избрзале во чекорите. Имале јасна ситуација со победата на локалните избори, со дадената оставка на премиерот Заев, дека требало едноставно само да ја чекаат оставката и да притискаат политички, дека на овој начин му дале начин на Заев да се испере од поразот и сега повторно да излезе како победник. Гледате ли така вие? Сега зборуваме за политичка стратегија. Секоја политичка партија си има своја политичка стратегија. Политичка стратегија е вечерта кога се слика, па ја објавија сликата на Facebook, дека ете, тука се новите коалициони партнери се тука на ВМРО, новото мнозинство. Иако за мене беше чудно затоа што таму не ги видов ниту господинот Цела како претседател на партија, ниту пак господинот Касами како претседател на партија, туку беа некои пониски ешалони од нивните партии присутни на еден толку значаен чин. Тоа уште првиот момент за мене беше доста индикативно, бидејќи сепак господинот Мицковски е лидер на најголемата опозициона партија и сметам дека неговото ниво требаше бар да биде спочитувано со претседателите на тие партии кои што се тоа ново мнозинство. Меѓутоа, во однос на тоа дали ситуацијата ќе се одвива понатаму во делот на поддршка на одредени процеси и така натаму, и кој ќе биде генералниот победник од оваа ситуација, тоа ќе го покаже историјата, затоа што ова се стратешки времења, турбулентни времења, немирни времења кога пливаме во такви води, и според мене сметам дека во оној момент кога ние ќе го добиеме датумот за одржување на меѓувладина комисија, односно за конференција, за почеток за преговори со Европската унија, тогаш ќе се покаже кој е победникот од оваа ситуација, а кој е губитникот. Во овој момент ние само губиме време, институциите се нефункционални, затоа што не можат, зборам за парламентот, не може да функционира на начин на кој што е уставно поставен, согласно неговите уставни надлежности. Тука не се работи само за законодавната надлежност, не се работи само за легислативата. За мене многу побитна е контролната надлежност на парламентот во однос на функционирањето на извршната власт, контролата на кесето, ако сакаме да кажеме, на финансиите и така натаму, но со самиот факт што ете сега се одвиваат активностите околу усвојувањето на новиот буџет и ВМРО ДПМН има доставено околу 200 амандмани, сметам дека работите почнуваат да се течат, а навистина дека некаде после 15 декември
ќе знаеме точно кој е победник од оваа ситуација, геостратешки гледано или гледано од аспект на политичките стратегии на политичките партии, бидејќи секој оно што се занимава со дневна политика, гледаме како завршува таа дневна политика. Да. Вие гледам дека малце пошироко ги гледате процесите. Професоре, било кој сега да состави мнозинство во парламентот од 61 пратеник за да може да ги изгласува законите и да функционира парламентот на еден полагоден начин, или било која влада да продолжи да владее, или било која влада на некои следни избори да победи, да состави влада, нас ќе ни остане еден голем проблем во државата, а тоа е корупцијата, коруптивното владење, коруптивните навики. Тоа е означено и нотирано во сите релевантни извештаи за нивото на корупцијата во земјава, дека таа го разјадува општеството. Како да се бориме веќе против таа појава? Бидејќи гледаме дека владата назначи и вице-премиер за борба против корупцијата, тој најави некакви нови закони за заплена за имот, но во пракса ми се чини дека работите не мрднуваат од мртва точка. Да, навистина, значи прашањето за корупцијата е актуелно. Прашањето се провлекува сите овие години, претходната влада на ВМРО ДПМН падна заради коруптивните скандали. Единствен начин за борба со... Добро, и оваа влада ги имаше доста. Значи да се сетим и да, ги на имаше СЈО да. Значи зато меѓутоа сега тој процес, тој следи. Мислам дека оваа влада последната година токму овие настани што се случува, значи имаше повеќе афери кои што не беа баш поврзани со работењето на пример на премиерот, туку на обкружувањето околу него. Тие толку му наштетија што генералниот секретар Рашковски, значи Рашковски и така, тие толку му наштетија што и во одреден процент, ако се направи анализа и истражување на состојбите за изборните резултати, и тука има доста добар процент. Затоа што и покрај волјата на премиерот да профункционира Државната комисија за корупција, спречување на корупција со еден нов модел, успеа тоа да го направат. Имате ваш новинар кој што е член на Државната комисија. Значи, покрај тоа волјата на владата да се формира едно посебно вице-премиерско место да се создаде, а тоа е за борба против корупцијата, и така натаму начело со господин Љупчо Николовски, сепак, значи, околу владата, значи, имаше многу повеќе афери, отколку што добрите работи кои што ги правеше владата излегуваа на виделина. И тој расчекор помеѓу доброто и лошото пресуди многу. Затоа мислам дека во овој момент, во однос на корупцијата, најдобро е да се води системска борба. Ние мора да признаеме дека корупцијата е системска, таа постои во системот. Нас не ни интересира во некој тобако дали има корупција или нема. Значи, системската корупција мора да се води на неколку нивоа. Значи, борбата против системската корупција мора да се води на неколку нивоа. Првото ниво е легислативно, нормативно, во однос на јакнење на нормативата за борба против корупцијата, понатаму институционално, јакнење на капацитетите. Мислам дека за една мала држава како нашата премногу имаме институции кои се борат против таа корупција. Имаме во МВР, финанска полиција, финанско разузнавање, вице-премиер за корупција, државна комисија и така натаму, јавно обвинителство посебно. Меѓутоа, мислам дека многу мора да има некој фузирање и мора да има некое поврзување за се со цел да можат коруптивните кривични дела брзо да се судат. Јавноста бара пресуди. Јавноста дава, јавноста иззема. Ако ние имаме системска борба против корупцијата на неколку ниво по области, во образование, во здравство, во делот на јавните набавки и така натаму, и системски ќе се борим во делот на затворите, каде што врие од корупција, значи сметам дека оваа влада ќе покаже голем резултат во борбата против корупцијата. Мора да се води по сектори. Се види дека една глобална борба против корупцијата во нашата држава тешко да ќе даде резултат. Јас гледав конкурсите за вработување во секторот во делот на
кабинетот на вице-премиерот за борба против корупција. Па таму платата беше меѓу 26 и 30 илјади денари. Замислете вие да водите борба против корупција со таа плата. Значи, тие луѓе кои ще водат борбата против корупцијата мора да бидат пред се добро платени. Мора да бидат добро платени, иако некој ќе каже, еве и судиите, обвинителите им се зголеми платата, сепак се уште граѓаните се сомневаат во тоа како работат. Мислам дека борбата против корупцијата не е само желба, не е само декларација, туку тоа е прашање на финансии. Колку ќе вложите во таа борба, толку ќе добиете. Резултатот можеби нема да стигне веднаш, но за краток период ќе биде испорачен и јас верувам дека доколку владата, за која што има капацитет за ова прашање, ја има главната институција кај нејзе, дека може да ја има и волјата, дека може да постигне голем резултат. Инаку овие скандали вие што ги спомнавте, ако се вратиме назад, ќе видиме дека сите тие на одреден начин се процесуирани и за нив се води постапка. Имаше едно време кога не беше замисливо за генерален секретар да се поведе истрага или да се подигне обвинение од страна на јавното обвинителство. Така да работите се менуваат, мислам дека со некоја побрза, квалитетна судска постапка, дека ќе се добие добар резултат, иако не знам дали знаете дека сега се подготвува нов кривичен закон, нов закон за кривична постапка. Тие се во фаза на подготовка од страна на работните групи на Министерството за правда, се очекува некаде до нова година да бидат готови, па пак ќе треба време за обука на судиите, обвинителите, адвокатите по тие новитетите кои ще се таму. Мислам дека некои од нив ќе бидат и целосно нови текстови од аспект на потребата на хармонизација на нашето законодавство. Нашето законодавство се хармонизира 20 години и уште не е исхармонизирано од аспект на новитетите од Истанбулската конвенција кои што мора да се внесат и така натаму. Сето тоа се плашам да не доведе да ги забави уште толку судските постапки. Ние се уште имаме практика во судовите кога има суди кои што судат според стариот ЗКП, предмети кои се судат според новиот ЗКП. Сега очекувам да имаме нов ЗКП, нов закон за кривична постапка и ќе видиме како ќе тече неговата имплементација. Бидејќи сите овие закони, тоа прво ниво што ви го зборувам, таа нормативна рамка има најголеми допирни точки со концептот на владење на правото. Ако ние сакаме да го имплементираме концептот на владење на правото, ние на вистина мораме да се бориме не само да ги донесеме законите. Хартијата трпи се. Ние мораме да се бориме да го имплементираме владењето на правото. Тоа сака да ја прашам, професоре, тоа е нотирано и во европските извештаи, дека ние немаме толку голем проблем со легислативата, имаме се разбира, но не толку во имплементирањето на законите. Ние имаме закони, речи се за се што е потребно да имаме, но имплементацијата ни оде слаба. Нормално, тука е проблема, значи ние мораме да се бориме, значи тука во прашање се човечкиот фактор. Прашање се финансиите. Свеста, значи ние мораме да ја подигнеме свеста на главните институции кои што ги менаџираат состојбите во обвинителството и во судството. Тука мислам на судскиот совет и на советот на јавни обвинители. Ако зборуваме за реформи кои што ќе донесат голем бенефит пред себе на ово владеачко мнозинство, тие реформи мора да бидат поврзани пред се со јакнење на капацитетите на овие институции, бидејќи во сите извештаи стои негативни резултати или сомнежи за непрофесионално работење во областа на судството и обвинителството. Иако ние не можеме сите суди и обвинители да ги ставиме во ист кош. Ние имаме обвинителство, имаме судови во државата, во градови каде што не сме слушнале за нито една афера. Значи не сме слушнале за нито еден проблем. Но имаме судови каде што во континуитет, ако се направи анализа, ќе се види дека секојаш во тој суд има проблем со судијата или проблем со некој предмет и така натаму. Еве најнов пример ќе ви дадам. Судењето за сообраќајната несреќа во Охрид, каде што има 2 жртви и 20 или 3 тешко повредени во сообраќајката. Обвинетиот добива условна осуда. Министерот Маричич, вчера го читам во медиумите, вели не можам да сум рамнодушен.
Во исто време, еве ќе ви дадам пример, имаме сообраќајка во Струмица, каде што има една жртва, обвинетиот добива 3 години затвор врз основа на признание, по жалба апелациониот суд во Штип му покачува за уште 1 година и 4 години затвор. Значи, во такви ситуации, судскиот совет не треба да чека преставка да има. Не треба да чека некоја посилна покренувачка моќ или сила. Значи, потребно е веднаш да свика да формира тим кој што ќе ги собере и значи двата предмети, пресудите, судиите и ќе се види како е можно во еден случај се донесе ваква драконска казна, а како е можно во друг случај да се донесе многу либерална казна. Добро, таква само иницијативност мисля че дека е невозможна за нашите институции. Такво нешто се случи. Во нашиот судски совет може да најдете 1, 2, максимум 3 луѓе кои што може би имат ентузијазам да ги променат работите. Бидејќи знаете, во животот може да се промените или кога многу сте научиле, или кога многу сте страдале. Сето, јас и порано сум гостувал на ова прашање, значи, сметам дека менеджментот на судскиот совет, значи, кој што ги менеджира работите во судството, мора во брзо време да се унапреди, поготово сега треба да се избере нов член во судскиот совет заради проблемите со мнозинството, заради изборите, се уште, значи, тоа едно место е опразнато. Ние знаевме како и Уставниот суд функционираше со минимум број на суди и носеше одлуки. Секогаш повеќе, значи кога имаме повеќе мислења, мислам дека одлуките се многу по-квалитетни. Или пак би се задржал на Советот за јавни обвинители. Последниот избор на обвинителите помина на начин на кој што не видовме образложение зошто некој е унапреден, а некој не е унапреден. Значи, секоја одлука која што не содржи образложение зошто е донесена и тоа кој што ќе биде покриена со факти, а не дали некој му се допаѓа или некоја партиска директива е спроведена. За мене таа одлука е спротивна на принципот на владење на правото. Професоре, кога зборуваме за корупција, за институции, вие спомнавте пред малку дека треба да се работи и повеќе на јавната свест. Дали мислите дека граѓаните се целосно свесни што прави корупцијата на државата, што прави на нивните животи во однос на секојдневноста, како корупцијата влијае врз економската состојба, како влијае врз вработувањето, како влијае врз платите, како влијае врз животниот стандард, бидејќи мислам дека луѓето кога ќе кажете корупцијата, тие ја поврзуваат со мито, со некакви пари кои се даваат во некакви кабинети за тендери, но не се свесни како влијае тоа врз нивниот секојдневен живот. Дали мислите дека треба да се работи повеќе на таа свест за да сватат од мали нозе, значи од деца, од градинка па натаму, како сето тоа се случува, како таа корупцијата буквално им ги разјадува животите? Мислам дека граѓаните се тие кои што ја практикуваат корупцијата, тие значи може би да бидат жртви на корупција, да им биде барано, да им бира финанси за вршување на определена работа, меѓутоа нечесто и самите граѓани се тие кои што ја развиваат корупцијата. Корупцијата е според мен еден негативен полесен начин како да се остvari определена цел. Како да задоволите некоја потреба. Кај нас корупцијата денеска станува начин, модел на однесување, незаконски модел на однесување, како поединецот да ги задоволи своите потреби. Тој кој што има финансии може многу полесно да ги задоволи своите потреби, токму преку разните модели на корупција. Мој став е дека колку сте на повисока функција, толку сте дори повеќе корумпиран. Затоа секој сакам да се бориме против системската корупција. Граѓаните се свесни за корупцијата, меѓутоа
тие практикуваат таа корупција, тие го живеат тој коруптивен воздух секојдневно, ако одат, например, во болница, па требат да завршат некоја работа. Значи, понекогаш и самите граѓани се иницијатори на корупцијата. Меѓутоа, сметам дека нашите граѓани, македонската јавност е многу свесна за опасностите на корупцијата. Во сите утрински емисии, кои што ги гледам, кога има можност, многу често, гледам дека тие многу често се осврнуваат на корупцијата. И тие зборуваат отворено за корупцијата. Дури кажуваат и отворени случаи на корупцијата. Така да, она што би требало се подигне... Зборувате за оние каде што самите граѓани се зборуваат. Да, зборуваат, значи нашите граѓани имаат, знаат што е, тие чувствуваат корупцијата, можеби некој директно на своите плеки. Меѓутоа, дали знаат нашите граѓани за опасностите на корупцијата, за нефункционалноста на системите, тоа е прашање кое што треба да се истражува, значи малку на повисоко ниво од страна на академската заедница, затоа што корупцијата е болест на секој општество, не е само на нашето општество, корупцијата постои секаде и сметам дека и секогаш, меѓутоа прашање дали таа е контролирана или е надвор од контрола. Кога корупцијата е надвор од контрола, тогаш веќе постои навистина голема опасност за системот. Сега, значи се додека немаме ние истражување за состојбите во определени области, ние можеме само паушално да даваме изјави или да даваме перцепција. Но тогаш, кога ќе имаме индикатори кои што се засновани врз база на определени факти поврзани со коруптивното однесување, ние ќе видиме дека корупцијата или е во нагорна или е во надолна линија. Ако ги земате извештаите на Заводот за статистика, ќе видите дека коруптивните кривични дела заземат толку мал процент, што дури можеби се крева поголема паника, отколку што е таа присутна во нашата реалност. Да. Професоре, кажете ни во однос на Асоцијацијата за корпоративна безбедност, таму сте вие председател сте веќе подолго време, претпоставувам дека асоцијацијата за тоа ви дава доверба. Што се случува таму, како напредуваат работите? Во врска со нашата Асоцијација за корпоративна безбедност, можам да кажам дека работите се одвиваат во позитивна линија. Имаме одлична соработка со Словенија, Хрватска, Босна, Србија. За нас голема чест е што 2022 година ќе биде година кога нашата асоцијација ќе го добие председателствувањето со Асоцијацијата за корпоративна безбедност на Југоисточна Европа цела година од 15 јануари 2022 година до 15 јануари 2023 година. Значи ние ќе бидеме дел, значи, од тоа председателство и ќе очекуваме голем број на активности. И ова година имавме активности, меѓутоа подготвуваме добра агенда за да го оправдаме нашето председателствување со оваа асоцијација на Југоисточна Европа, која што може навистина доста многу да помогне за бизнис секторот, за подигнување на економската безбедност на деловното работење, но и за јакнење на имиджот на нашата држава. Гледаме дека министерката Шекеринска вчера објави дека денеска Северна Македонија станува целосно интегрирана во НАТО структурата, дека е завршен тој тест период за земјава, дека денеска доаѓа и началникот на штабот на Алијансата, кој е назначен за тој премин во земјава. И таму каде што набројуваше министерката Шекеринска што е подобрено во армијата, нели набројува разни набавки, разни структурни промени, на крајот ми упадна во очи една реченица каде што вели земјава ги подигнала и стандардите за сајбер безбедноста. Тоа ми се чини дека на некој начин се совпаѓа со вашата работа. Кажете ми, дали ние како држава сме доволно подготвени за таа сајбер безбедност, бидејќи очигледно е дека во оваа нова констелација на односи, тоа е многу поголема закана за државата, отколку тоа дека некој воено ќе не нападне нас, бидејќи веќе сите соседи се рече сите членки на НАТО, тој воен напад е исклучен, но
Сайбер напад, значи напад на систем, на институции, на електромрежа, на интернет мрежа и така натаму, би бил прилично голем удар за земјава. Дали сме подготвени за тоа? Во однос на одговорот на сајбер нападите, тие можем да кажем дека сајбер нападот е посебен предизвик за за националниот безбедносен систем. Во тој контекст, како држава можем да кажем сигурно дека навистина доста се вложи во прашање. Ние како асоцијација одржавме неколку работилници, конференции, обуки регионално и сметам дека сајбер нападите можат секого да го изненадат. Тие пред некој ден го изненадија министерот за надворешни на Република Северна Македонија, господинот Бујар Османи, со тоа што беше нападнат неговиот Facebook профил. За време на пописот цело време беше нападен на државната страница, пред тоа страницата на Државната изборна комисија на последните избори. Да, сајбер нападите вие не може да ги предвидите. Вие не може да предвидите за класичен криминалитет кога некој ќе изврши разбойништво во некој стан. А кога станува збор за сајбер нападите, кои што може да се извршат од еден крај на друг крај на планетава, можем да кажем дека и покрај тоа што тие се непредвидливи, неочекувани, опасни, со самото тоа се многу повеќе опасни, дека нашата држава навистина вложува доста капацитети. Ние имаме експерти за сајбер безбедност кои што одговараат на предизвиците со кои се соочува практиката на борбата против сајбер нападите. Со тоа што очекувам факултетиве да произведат нови кадри од оваа област и новите студиски програми да стават акцент токму на обезбедување експерти за сајбер безбедност, кои што експерти понатаму ќе помогнат за јакнење на капацитетите на институциите. Донесена национална стратегија за сајбер безбедност, таа стои на веб-сајтот на Министерството за одбрана, исто така во рамките на Министерството за внатрешни работи. Во однос на јакнењето на капацитетите, нашата држава има капацитети, има експерти кои што навистина во борбата против сајбер нападите може да дадат квалитетен одговор. Да, видовме дека и за време на претходните американски избори, за време на изборот на Доналд Трамп, например, за председател на САД, имаше такви обвинувања дека Русија влијаела. Значи, кога има такви обвинувања помеѓу такви огромни држави, сакам да кажам, за сајбер напади, што останува со Македонија? Само уште едно подпрашање за ова. Мислите ли дека ова треба да не биде можеби главен фокус на македонската одбрана во идниот период, како можеби најреална закана? Па тоа е освен другите хибридни закани, мислам дека тоа е главен фокус не само на Министерството за одбрана, тоа станува главен фокус и на Агенцијата за разузнавање. Да, мислам на сите тела, на сите тела, значи сите вложуваат доволно време за борбата против сајбер нападите, се подготвуваат и мислам дека ние доста ни помагат партнерите од странство, затоа што сепак нивното искуство е многу поголемо отколку нашето во борбата против сајбер нападите, а ние како Асоцијација за корпоративна безбедност помагаме во делот на подигнувањето на свеста кај менаџерите, кај компаниите, кај младите луѓе, затоа што нашето мото е дека секојаш нашите податоци оставени на Facebook, на Instagram или било каде, можат многу лесно да бидат употребени против самите нас. Професоре, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас. Секој сум добреден тука кај вас, така да нема проблем. Ова беше професорот Атанас Козарев, председател на Асоцијацијата за корпоративна безбедност. Со студиото 10 продолжуваме со Методија Трајановски, експерт за јавно здравје. Разговорот почнува веднаш после рекламите. Останете со нас.